председателот на секој суд е задолжен да изврши обуки на судските полицајци кои се треба да се во континуитет. Но тука се несфатливи работите. Председателите на судовите, иако ги имаат условите за да може да ги направат тие обуки, имаме како пишан меморандум со полицијата да може кој суд кога сака да побара и да му овозможи полицијата да му организира гаѓање за судските полицајци конкретно. Друга страна, Академијата за суди теоретски обуки ги врши и освен тие теоретските обуки каде што еднаш годишно ќе ги има и кој дошол, кој не дошол, затоа што не може да го ослободат од работа, затоа што има многу малце судски полицајци, па нема кој да покрие за да некој дојде од цела Македонија во Скопје да дојдат да ги извршат тие обуки, други обуки не се ни врши. И стално што го поставувам прашањето и во судски совет, и кај сите председатели на судовите кои што контактирам. Значи имате вооружена формација која што е задолжена за вашата безбедност, за да ве чува вас. Тие гледат колку што можат да задушат работата на судската полиција. А со самото тоа нарушуваат и својата безбедност. И тука ми се несфатливи. Имаш некој што треба да те чува, место ти да го обучуваш повеќе, да го опремуваш повеќе, кадровски да го екипираш подобро, ти гледаш да го задушиш, да го турниш на страна, да не му извршиш обуки и со самото тоа самиот си ја нарушуваш својата безбедност. Но општо во државата, од која ќе се случи нешто, тогаш почнуваме да размислуваме. Судската полиција се формира во 97 година затоа што во 95 година во Виница во судот со пиштол внатре пукаше, тогаш се утекна да се формира судска полиција. Сега треба да почекаме пак некој да отепат, за да му текне на председателите на судовите и на сите институции дека треба чекај ова има потреба од оваа служба.